Вие го спомнувате како специфичен случајот на професорот Фрчковски. Зашто го споменував? Тој беше актуелен од еден друг аспект, Аџиев инсистираше да го разрешат, да го тргнат од наставник на факултетот. Господинот Фрчковски, мислам, на кој сум ја да го бранам Фрчковски, недоволно паметен, интелигентен, сам себе се бранам, не го бранам него, ја го бранам процесот, барам владење на право и да биде застапувано согласно законот. За да имаме правна држава, да имаме владење на право, како што пише во законот. Господинот Фрчковски пробаа да го илустрираат уште кога беше првата верзија на законот. И го стави господинот Аџиев на маса на седница. Господинот Фрчковски за илустрирање. Според првата верзија на законот, беа наведени дека се илустрираат и наработатели. И тогаш, во тој закон пишуваше, во член 3, мислам дека беше, пишуваше доколку од УБК или од овие службиве добиеме дека тој наредбодател не добиеме информација, добиеме известување, пошто не бараме од нив, например за Фрчковски сме побарали за други. И доколку добиеме од службите дека нема идеолошко политичка наредба, идеолошко политичко делување на тој министер, ако УБК не извести така или овие служби, тогаш ние мораме веднаш да му верифицираме, тогаш се поднесува изјави, да му верифицираме изјавата дека не бил наредбодател од идеолошко политичка причина. Кога господинот, мислам, го ние како комисија испративме до службите, они ни одговорија дека Фрчковски и некои други таму што беа, сега пошто разговорите за Фрчковски, дека Фрчковски не бил. И викаме, ајде сега да му верифицираме изјава, бараме, пошто согласно законот он не е наредбодател. Не сакаа го тргнаа тоа и после пристапија кон измена на законот. Го тргнаа тој член 3, кај што се збореше за наредбодател, и заборавија да го стават било каде. И затоа сега во оваа верзија на законот нигде нема наредбодател. Они го тргнаа затоа што тој член им сметаше, тој член од законот, им сметаше да го илустрираат Фрчковски. Сега во оваа верзија нигде нема наредбодатели, што со просто бришење на тој член само направија. Заборавија дека сега не можеме ни еден наредбодател после тоа да илустрираме. Така да, после тоа го илустрира и ја тврдам и ден денеска сите тие негови наредби што ги има објавено на сајтот се наредби за следење на лица кои се работувале со странски служби, кои имале екстремен национализам. Дали македонски, дали национализам и дозволен до некоја граница, но кога е екстремен, кога се нарушува уставниот поредок, кога се употребува оружје, тогаш е нормално службите да делуваат. Сите тие биле оправдани. Оправдани апсолутно.